Во денеска објавениот индекс на слободата на медиумите во светот на организацијата Репортери без граници, Македонија е рангирана на 118-тото место, едно подолу од минатата година. Македонија има индекс од нешто над 36 поени и е на најниска позиција од земјите во регионот. Пред Македонија се Бугарија, Грција, Албанија, Црна Гора, Босна и Херцеговина, Србија. Прито се наведува дека иако клеветата беше одстранета од кривичниот законник во 2012 година, обвиненијата се заменети со граѓански акции, со можност за тешки парични и затворски казни за новинарите и собствениците на медиумите. Од крајот на 2014 година се поднесени најмалку 580 тужби за клевета, а неколку десетици од нив против новинари. Како резултат на тоа, според анкетата на Македонскиот синдикат на новинари и медиумски работници, повеќе од половината новинари во Македонија велат дека тие сами се цензурираат. Во горниот дел на извештајот, во кој се рангираат 180 земји, се Финска, Холандија, Норвешка, Данска и Нов Зеланд, додека на дното се Кина, Сирија, Туркменистан, Северна Кореја и Еритреја. Полска падна за 29 места поради новиот закон усвоен во јануари, кој дава можност на новата конзервативна влада за построга контрола врз државните медиуми. Годинашното издание на индексот на слободата на медиумите во светот покажува дека има длабок и вознемирувачки пат во почитувањето на слободата на медиумите и на глобално и на регионално ниво. Уште од индексот објавен во 2013 година, Репортери без граници ги пресметуваат показателите на целокупното ниво на повредите на слободата на медиумите во светот. Колку е повисока бројката, толку е полоша ситуацијата. Глобалниот индикатор од 3719 поени лани годинава се покачи на 3857 поени. Овој пат во слободата на информирање е поради авторитарните тенденции на владите во земјите, како Турција и Египет, построгата владина контрола врз државните медиуми, па дури и во некои европски земји, како што се Полска, и влошувањето на безбедносната ситуација, например во Либија и Бурунди или во Јемен. Обстојувањето на независната покриеност на вестите станува несигурно и во државните и во приватните медиуми поради идеолошки закани, особено религиозни, кои се непријателски расположени спрема слободата на медиумите, но и од големите пропагандни машини. Во целиот свет олигарсите купуваат медиуми и вршат притисок, што е дополнување на оној што веќе доаѓа од владите. Некои влади, како што се наведува во индексот, не се двоумат да го суспендираат пристапот до интернет или дури и да ги уништат просториите и опремата за емитување или за печатење на медиумите кои не и се допаѓаат. И индикаторот за законската рамка регистрира значителен пат. Многу закони се усвоени за казнување на новинарите, како на пример за лажни обвинувања за навреда на председателот или за поддршка на тероризмот. Расте и така наречената самоцензура, која е попратен ефект на оваа алармантна ситуација.